На Факултетот за електротехника и информацијски технологии се одржува меѓународниот надпревар за роботика и вештачка интелигенција насловен Робомак 2022 по 2-годишна пауза поради COVID-19. Како што најавивме, колешката Анита Никушева-Еванчев ги има сите детали ова утро. Ани, добро утро! Добро утро, поздрав Кристина, поздрав Никола, поздрав и до нашите гледачи. Токму така како што споменавте вие, во тек е надпреварот по роботика и ние сме токму тука присутни на оној дел каде што има, се разбира, практична настава. Утрово разговарам со професор доктор Весна Углеска-Латковска. Добро утро. Добро утро. Трета година поред како вашиот факултет го организира овој надпревар. Колку ученици се пријавени, во колку категории се надпреваруваат? Имаме 54 учесници од 28 средни училишта во Република Македонија. И истите беа поканети соодветно, значи соодветно се одзва, имаше поголем интерес од она што имаше можност факултетот моментално да понуди. Меѓутоа се надеваме дека следната и наредни години дека ќе имаме и повеќе учесници. Покрај надпреварот има и предавања на оваа тема на вашиот факултет? Да, има две предавања. Едното е во област електроника, другото е во област роботика и вештачка интелигенција. Тоа е како дополнување на онај надпреварувачки дел, замислен со работилници, во кој што студентите, тоест идните, се надевам наши студенти, сега средношколци, добиваат одреден предизвик кој што нели треба да го решат и да се надпреваруваат во тоа ние утре, петок, 2 декември. Верувам дека веќе нашите гледачи гледат како работи еден од роботите. Тешко ли е, јас ве прашав и на почетокот, да се изработи, колку време е потребно? Овој конкретно робот, тоест ние онака како што имаме замислено, моментално ја би кажала дека имаме две категории на овој надпревар. Едната категорија е автономна мобилна роботика, значи организирана од Институтот за автоматика и системско инженерство, во кој што се наоѓаме моментално. Втората категорија е паметна електроника за автономни возила, организирана од Институтот за електроника. И во двете категории, значи, имаме роботчиња кои што се веќе на некој начин подготвени и кои што студентите треба да ги оживеат со некој си, сега ние, мислам, популарно речено софтвер, кој што треба да прави нели некоја си соодветна функција. Сега роботите си се имаат сензори, имаат актуатори, моторчиња, она што може би се гледа тука и на екранот, кои што треба се некако паметно да се води. Во првата категорија предизвикот е да се прати една патека која што се состои од 3 етапи. Првата етапа е да се избегнуваат препреки, втората етапа е да се прати црна линија, тоа е нешто стандардно во тие ученички моменти, да ги речеме, во роботиката, и после да се паметно се паркира роботот. Во втората категорија се исто роботот се среќава со препреки, меѓутоа треба да ги турне, и во двете категории предизвикот е 10 екипи што ги имаме дефинирано, и во едната, тоест во другата има 8 екипи, треба да се надпреварува за што побрзо време да го поминат предизвикот. Тоа ќе биде, значи, утре во текот на финалето, така да ќе видиме, значи, што ќе направат. Они работат веќе од вчера, вчерашниот ден, да кажем, околу 5-6 сати. Се зборувам за делот за работилници, бидејќи ме прашавте колку време нели е потребно. Денес ќе работат 10 сати може би, бидејќи нели имаме и предавања и други активности, и така да кажеме дека еве може би за скупно 20 сати е можно тие да го направат тоа. Меѓутоа, значи, се работи сепак за нешто што не е толку може би претешко, меѓутоа подразбира да се види тие дали или како владеат со одредена логика на размислување за да го направат тој код. Значи, тоа се деца првично, значи, избрани од нивните професори од средните училишта кои што се, барем понешто ги добивме нивната апликација, деца кои што оделе на надпревари државни по информатика, по физика, значи зборуваме за една група на доста паметни деца кои што ќе го направат ова. И така да мислам дека тоа ќе вроди со плод, односно ќе имаме во финале утре. Надпреварот беше предизвик за учениците. Значи ли тоа дека роботиката е професија на еднината? Роботиката веќе подолго време во
еве можеби да речам 15 години се јавува како една од доста пропулзивните области во општеството, зошто бидејќи нели можеби со 15 години и греша, можеби порано, меѓутоа сега како во последните 15 премногу инволвирање во индустрија, например, замена на човечки активности со роботски системи. Генерално, нели, човекот се труди да си ги замени некои си своји работи кои што ги прави со некоја машинерија, така? И тоа е условно сега робот, дали тој ќе биде робот во индустрија кој што паметно ќе пакува, ќе прави автомобили или слично, или пак ќе биде робот кој што ќе ви послужи кафе дома, така? Така да верувам дека роботиката ќе оди напред, односно човекот нормално ќе се труди што повеќе да искористи од паметните уреди за да му направат некое си добро. Во најново време, она што најмногу се користи како робот по дома се оние паметни првослукалки кои што сега веќе се доста познати. Така да мислам дека ќе иднината, да, дефинитивно ќе има доста роботчиња околу нас. Со какви знања се стекнуваат студентите? Може ли подоцна да ги применат тука кај нас во нашата земја? Има ли слободни работни места за овој тип на студенти? Генерално, значи на факултетот за електротехника и информатиски технологии, како и во минатите години на за 20-30, велиме не постои невработен електроинженер. Значи без разлика на која насока во суштина ќе се запишат, моментално значи имаме преголемо побарување од сите насоки. Моментално сме во Институтот за автоматика, рековме, каде што основна ни е компјутерско системско инженерство и автоматика и роботика насоката. Меѓутоа сите останати насоки, значи на факултетот се доста пропулзивни. Дури би рекла со побарување на многу повеќе кадар од индустријата, отколку што ние реално може да произведеме. Така да ги повикувам сите средношколци кои што размислуваат дали треба да се запишат или не на овој факултет, а ги интересира, нели, имаат разбирање и логика, значи ги интересираат работи кои што реално ќе се применат, значи, во општеството, да не се двоумат, значи да се запишат тука, бидејќи сметам дека е нешто што реално ќе се научи и да се биде инженер не е мала работа и може да се прилагодиш доста во многу дисциплини, мислам нормално поврзани со инженерство. Колку е важно теоријата да се претвори во пракса? Ова е еден вид на пракса. Да, она што го имаме како искуство е дека секогаш и учениците и студентите сакаат да видат нешто што е опипливо. И тоа е нормално и природно. Сметам дека факултетот нуди една многу добра теоретска основа. Ние се акредитиравме со преку германската акредитациона куќа АСИ, значи тоа сме единствена институција во државата, значи акредитирана за високо образование на тој начин. И тоа е голема работа, значи еден голем акнолиджмент да кажам за факултетот. Значи нашите студиски програми значи сериозно нудат една добра основа, меѓутоа тоа не е само теоретска, туку е и практична основа, значи на сите студиски програми имаме мноштво лабораториски вежби, мноштво работа со проекти, каде што студентите значи ќе можат да опипаат како што се ова тука роботче, може да биде друг уред, реално нешто што ќе имаме одреден уред со сензори, актуатори, каде што нештата ќе се движат и ќе се опипаат. И секако да, тоа е доста битно, бидејќи без една таква интеракција на она што значи нешто, пример да си само на компјутер, ова е нешто каде што ќе направиме, да кажеме, некој уред кој што ќе ни користи за одредена работа. И тоа е дефинитивно интересно и тоа е тоа кон што целиме, нели? Благодарам многу на одвоеното време. Ќе ви посакам успешен надпревар. Уште многу вакви до крајот на годината, доколку имате време. Се разбира, тешко е сето тоа да се организира. Интересно е за, верувам, за нашите гледачи, за оние кои што сакаат да дознаат како се изработува еден робот. Ви благодарам и вас на покана.